Пацифистичките острови се дом на милиони морски животински видови. Експертите велат дека околу 44% од нив се загрозени или се под закана. Ова е дом и за луѓето чија работа е поврзана со морето. Тоа е нашиот живот. Океанот обезбедува речиси се што ни треба за екзистенција, бидејќи ние сме океански држави. Амбасадорот на Кирибати во Обединетите нации Тебуроро Тито вели дека луѓето од овој регион се загрижени за предлогот на јапонската нуклеарна компанија ТЕПКО да испушти повеќе од 1 милион метрички тони пречистена нуклеарна отпадна вода од централата Фукушима во Пацификот. Јапонските власти тврдат дека водата може да ја направат безбедна. Напредокот во напорите за деактивирање, вклучително и ослободувањето на прочистителната вода во морето, како и научниот транспарентен пристап на Јапонија, се ценети. Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти дека на Јапонија иснемува простор за складирање вода и оти ги следи препорачаните безбедности стандарди за третирање на загадувачите. Но на неодамнешниот собир на еколошките министри од групата 7 најразвиени нации, највисокиот германски представник не го поддржа планот. Очигледно е дека министрите за животна средина не можат да поддржат внесување на загадени материи во вода каде било во светот. Ова испуштање е апсолутно без преседан во однос на количината. Токму тука Соединетите Американски држави извршија 67 нуклеарни тестови меѓу 46-та и 58-та година. Хјуз вели дека 60 години подоцна незиниот истражувачки тим открил дека во кокосот имало радиоактивни елементи. Таму се уште има радиација. Она што научивме е дека не постои такво нешто како безбедно користење или безбедно тестирање. Во февруари форумот на Пацифистичките острови се состана со ТЕПКО и побара дополнителни студии за процесот на деконтаминација, со цел да се увери дека ослободувањето нема да ја загади водата или да му наштети на дивиот свет. Тоа мора да биде безбедно. Не сме да влијае негативно врз животот на луѓето. ТЕПКО досега го одложуваше ослободувањето давајќи им простор за повеќе опции на оние кои се противат на предлогот. Хјуз вели дека една од алтернативите треба да биде лоцирање на дополнителни резервоари за складирање на нуклеарните отпадни води, додека не се намали радиоактивноста.